Бараме укинување на законот за тезгаджиите. Затоа што ние не можеме да ги издржиме сите тие давачки на пазарите. Доволно имаме трошкови и давачки према државата, не сме ние диви овдека. Ќе бидеме оптоварени дополнително, затоа што ќе бараат од нас тие што имаат фирми да ги згаснат фирмите за да извадат некои наводно лиценци. Сите што се вработени било каде не смеат да имаат тезга, да бидат закупници на тезга. На тезга од купен износ 7050 денари, према државата се плаќа 1075. Пута 12, значи доаѓа негде околу 13.000. На сите тие давачки е решение за данок, значи на крај на годината, во износ од 9000 денари, што значи околу 22-3000 има корист државата од една тезга или од едно лице, без разлика пензионер или вработен или не вработен и што ја знам. Сега нас ни ускратено правото на работа. Вие сте пензионер? Да, пензионер, да. Зошто се решивте да имате и тезга? Не ви е доволна пензијата? Тачно, да. Затоа што било кој пензионер тука не би продавал на минус 10, на минус 15, доколку доволно му се средствата за живот. Не може за тезгаджија што продава компери да се вадат лиценци. Од друга страна, луѓе кои што веќе имаат лиценци не се доволно имплементирани во општеството. Ние работиме на услови минус 23. Зашто не се на нас лиценци? За работа на минус 23 степени? Нема потреба. Бараме укинување на лиценците, меѓутоа доколку сака државата да не излезе во пресред, да го реши нашиот проблем, нека направи субвенционирање, нека не ги плати тие 1500 денари што се потребни за пензиско и 500 денари за здравствено осигурување и на тој начин да ни помогне. Секој од нас одењето во тоалет го плаќа. Паркинг, како ќе обезбедам јас да обезбедам за тие средства да платам, кога јас сум заградена од сите страни со паркинг. 40 денари мојот муштерија треба да плати паркинг да дојде да ми купи. Ние не сме барале овие 10 години лиценци, него сме барале да се изгради пазарот. Разбирате? Со една тезга од 2 метра квадратен, лиценца да бараш, тоа го нема нигде у свет. Разбираш? Ни 2 метра ги нема. Тоа, затоа е причината. А кој што најавил тамо и нема никакво дознание, ова треба да има дознание за овој министер за економија, за овие работи.